Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме само на кратко за еден тип на формација. Значи, време е да почнеме и со објаснување на формациите, кои што може да ги најдете во одредени чартови, кои што како такви многу помагаат во однос на значи, гледање на каков тип на цена можеме да очекуваме во однос на селектираната формација во која што гледаме дека се движи цената на одредено добро. Сега, значи, до сега разговаравме за Bear и Bull Flag, ако сте го погледнале тоа видео, ако не може да се вратите назад во нашата едукациона програма, може многу едноставно да го најдете. Ова е втора формација за која што ќе разговараме денес, а тоа е Cup and Handle, односно шолче, формацијата шолче, каде што ова би било основен начин како истата изгледа, со тоа што истата е моментално, како што можеме да видиме, најчесто истата се образува врз одредено ниво и кога би виделе како истата изгледа, нормално изгледа како шолче за кафе, нели, затоа и Cup and Handle, со тоа што секогаш имаме делот на шолчето и делот на самата дршка и истите се секогаш врз основа на одредено ниво или тренд. Значи ниво е доколку станува збор за ниво определено на, да речеме, месечно, неделно, дневно ниво, оние кои што ги најдовме во првото видео, или пак тренд, паѓачки и растечки трендови, исто така кои што разговаравме во второто видео едукационо, каде што формацијата се образува како обид да се скрши одредено ниво, како нагоре, така и надолу. Значи, истата може да се најде во едниот и во другиот правец, со тоа што обратно би изгледало вака. Значи, кога би ја виделе самата формација во оваа ситуација, можеме да видиме дека станува збор за ретест на одредено ниво два пати, при што вториот, значи како што можеме да видиме, првиот пат кога сме допрели нивото, сме имале јака одбивност, практично јака корекција. Вториот пат, затоа што веќе самото ниво е послабо, сме имале помала корекција и потоа цената пробила нагоре. Сега, значи јас прво ви објаснувам како сето тоа изгледа на еден обичен цртеж, за да можеме да видиме кои се основите на самата формација. Дополнително што мораме да знаеме е дека при обидот на оваа формација да пробие нагоре од одредено ниво, значи на овој начин се зема барање на метата, односно длабината на самото шолче, овој поголем дел на корекција. Значи со одсечка можеме да видиме уствари каде очекуваме да биде метата кога оваа формација ќе пробие над самото ниво. Исто и обратно, значи како што рековме, она што треба да го направиме е мерење од едната до другата страна на самото шолче, од нивото кое што се обидуваме да го пробиеме до дното на самата формација, во случајот на шолче, и практично би очекувале цената да пробие до ова ниво, каде што е уствари и моменталната мета на оваа формација. Значи, ова се основите кои што мора да ги знаеме за ваквата формација. Сега истата ќе ја најдеме прво ќе започнеме на месечно ниво и да не забравиме уште еднаш. Секоја формација во однос на тоа дали е најдена на месечно, неделно и дневно ниво, самата е појака. Значи, колку е поголемо временското ниво на кое што сме ја нашле, толку и самата формација има поголема веројатност дека ќе се случи и поголема мета, нормално, затоа што големината на самата формација е многу поголема кога станува збор на месечно ниво. Ќе провериме нели сето тоа како изгледа и во проценти, но еве чисто за почеток. Значи, во оваа ситуација правиме тренд на претходниот bull market. Значи, ова би било прилика трендот и еве како што можеме да видиме, станува збор за шолче и дршка на шолчето, при што за да најдеме метата на ова, значи, затоа што ова е во тренд, не е на ниво, значи би било од дното на самото шолче до самата паралел, практично до самиот тренд, при што истиот од моментот кога било скршена оваа формација, значи како што можеме да видиме, истата била и исполнета. Ова беше само прва формација која што ја најдовме на, да речеме, голем временски период. Сега ќе се вратиме на неделна, затоа што, како што може да видите, на месечно ниво нема многу формации. Затоа е многу подобро истите да ги бараме на помал временски период, за да можеме да ги увидиме и многу поедноставно да ги, на некој начин,
тестираме, да видиме за што станува збор. Еве, на пример, овдека можеме да најдеме уште една, само што како што можеме да видиме неуспешно пробила нагоре. Значи, чисто да најдеме одредена, за да можеме точно по дефиниција да покажеме како изгледа, значи, оваа формација. Само дајте ми малку време, затоа што ова го правам директно пред вас, за да може и самите да видите за што станува збор. Значи, еве, значи во овој сегмент, на пример, овде можеме да најдеме уште еден шолче формација. Значи, ево, прилика би изгледала вака. Со тоа што имаме шолче, имаме дршка на шолчето, нормално истата не пробила веднаш, но практично доколку го измериме овој дел од шолчето до самата отсечка, значи практично го правиме тоа под прав агол. Гледате, под прав агол и истото во моментот каде што успеала да пробие, гледате. Значи нормално успеала и понатаму и да проложи нагоре, но ова е чисто за да видите како самото изгледа. Значи јас би се вратил на дневна, затоа што, како што може да видите, ваков тип на формација е многу редок кога станува збор за големи временски периоди и е многу поедноставно да ги бараме на помал временски период, затоа што истите, нели, многу почесто можеме да ги најдеме. Еве, прост пример, значи овдека можеме да најдеме исто така шолче формација, каде што практично ова би представувало целото на некој начин своевидно дршка, затоа што имаме повеќе обиди, но ова би било практично метада каде што можеме да утврдиме која би била, значи, метата на самата формација шолче. Во случајов би изгледал негде вака, значи треба да имаме прав агол на самата отсечка која што ја наоѓаме и во моментот каде што испадна листата, во случајов, добро, не сме пробили, значи во првиот момент кога истото се случило, но самиот ретест не донел до моментот каде што повторно сме пробиле до метата која што ни представува ова шолче. Значи, по големиот дел од случаевите можеме да очекуваме дека шолчето ќе си ја исполни самата мета нагоре во однос на длабината на самото шолче. Сега, овдека, например, имаме многу поголема формација која што претходно ја најдовме и ова ќе биде формација со ниво. Значи, еве, ова е на огромен практично временски период, ова е самиот булран во 2017 година. Значи, гледајте, еве што станува збор. Значи, имаме шолче, дршка на шолчето и истата проложува нагоре, нормално како што може да видите, значи би била во најдлабокиот сегмент. Овде, само момент, да определиме самата длабина, значи да видите како се тоа изгледа. Значи во моментот кога ќе определиме самата длабина и ја поставуваме на моментот каде што цената испаднала, гледате. Значи практично на некој начин и самиот ретест се случил многу блиску до метата која што е утврдена од овој дип. Значи ова е чисто само за да ви покажам како изгледа самото тоа. Нели нормално доколку го зумираме повнатре можеме да најдеме и многу повеќе од овие формации. Значи само да се обидеме да најдеме и обратна формација каде што имаме обратно шолче. Само да најдем нешто. Еве, прост пример. Значи овде имаме обратна, само што ова е head and shoulder, затоа што имаме уште едно, нема да биде правилно тоа, но ова на некој начин би била правилна формација. Значи, доколку го поставиме ова ниво овде, можеме да видиме дека имаме точно, значи, шолче и дршка на шолчето и повторно, значи, доколку го направиме од највисокиот дел до самото ниво, моментот каде што истата испаднала надолу и доколку продолжиме понатаму десно, ќе можеме да видиме дека да, своевремено практично стасало блиску до самата мета која што сме поставиле надоле, но повторно, значи не мора секогаш самата мета да биде исполнета, ова е на некој начин произволно само показател за да видите што се очекува, значи дури и ова би можело да биде земено како шолче, со тоа што гледате дека од истото ниво. Сега ќе се вратиме на 4 часа затоа што оваков тип на формации, значи како што можеме да видиме многу ретко се наоѓа на колку е поголем временски период, но затоа и кога ќе се исполнат, значи самата мета е многу поголема. Значи во овој сегмент на пример е рандом дел од самиот чарт, доколку го ставиме тренд, повторно станува збор за шолче, како што досега веќе разговаравме. Доколку најдеме метата надолу од моментот каде што истата испаднала, како што можеме да видиме, истата точно стасала до тој сегмент на самата
на самата мета која што ја бараме. Значи ова се само неколку примери кај што се обидам да ви покажам дека на едната или на другата страна, значи многу често се случува оваа формација да биде исполнета. Нормално подетално ќе ја бараме во самите формации во кои што ние ќе работиме со истите. Значи во оваа ситуација на пример овде можеме да најдеме уште една таква формација. Ова е чисто само за да ви покажам дека на било кој временски период може истата да биде најдена, без разлика дали станува збор за значи основната како што е на ниво и онаа која што е на тренд. Значи во оваа ситуација можеме да видиме дека би било овде метата, доколку истата ја најдеме во моментот кога цената пробила, гледаме дека истата е исполнета. Значи гледате има безброј моменти каде што можеме да најдеме оваа формација и најчесто истата пробива нагоре или надолу во однос на моментот во кој што се движи нагоре или надолу, затоа што значи како што можеме долго се вратиме на неделно ниво чисто да ја објасниме. Значи идејата позади самата формација е тоа што значи одредено ниво, ако се сеќавате докога разговаравме, нивоата и трендовите сами по себе се на некој начин отпор или поддршка во однос на тоа кај се наоѓа самата цена. И секое нивно ретестирање, колку повеќе истото се случува, толку повеќе истите се послаби. Со тоа што колку се послаби, толку поголема веројатност дека истите ќе се пробијат нагоре, доколку зборуваме за тест од долната страна на ова ниво и обратно, доколку станува тест од горната страна на ова ниво, ќе биде пробиена надолу. Со тоа што ова е значи метата на начинот на кој што се наоѓа до каде уствари очекуваме цената да се движи во едниот или во другиот правец. Значи тоа е психологијата позади самата формација. И ова е првата формација за која што ќе разговараме на некој начин подетално во овој напреден курс после самите Bear and Bull Flags, затоа што тие се основни и тие ги баравте самите. Значи јас сакав да почнам од оваа формација затоа што е наједноставна. На следното ниво, значи на следниот пат кога ќе разговараме за формации, ќе разговараме за Head and Shoulders, нормално ќе поразговараме повеќе во тоа ниво, во тоа видео. Овде сакав само, значи за почеток да ви објаснам првата основна формација која што ќе ја наоѓаме на чартовите многу често. Значи до сега, како што може да видите, многу ретко спомењам формации, затоа што како што реков, ќе се обидуваме самите анализи да бидат фокусирани само до оние индикатори до каде што сме стасале со објаснување во нашите курсеви. Како повеќе и повеќе од индикаторите и формациите внесуваме, така повеќе и повеќе истите ќе ги презентираме пред вас на она што сме го нашле во однос на анализите, техничките анализи, како на Биткоин, така и на останатите криптовалути. Значи ова беше за денес, она што накратко сакавме да ви покажеме за формацијата Шолче, односно Cup and Handle, и се надеваме дека ви се допадна, иако е кратко видео, само беше чисто да ви покажеме како изгледа формацијата. Би ве замолиле доколку ги следите нашите индикатори, видеа за индикатори, да ги вежбате, односно она што ви го покажуваме, да го барате и сами на чартовите, да пробате она пробно тргување кое што ви покажеме како да го правите, на тој начин и сами многу повеќе и повешто ќе може да ги наоѓате овие информации и да ги користите индикаторите за кои што веќе разговаравме. Се надеваме дека ви се допадна значи нашиот материјал. Како и досега, со ваша поддршка ќе продолжиме и понатаму да правиме видеа од едукативен карактер, како и сами технички анализи, и се надеваме дека ќе добиеме ваква поддршка од вас и во иднина. Нормално, доколку ви се допада на вашето видео, слободно ставете лайк, направете субскрипција доколку веќе не сте ја направиле. Значи ова е чисто за вас, за да имате известување кога ќе направиме ново видео. Дополнително на тоа, значи било кој што сака да научи нешто повеќе околу криптопазарите и околу самата техничка анализа, сега е моментот, значи, да го известите, односно да му го пружите овој материјал кој што ние го спремаме бесплатно само за вас. Значи колку повеќе луѓето ќе го видат, толку и повеќе ќе биде исполнета целта на нашиот канал, да го едуцираме македонскиот народ за техничката анализа и генерално за криптопазарите во однос на тоа што доаѓа како масивна масивна адаптација во сегашниот финансиски систем. Ви благодариме уште еднаш и имајте добар ден од тимот на CryptoGaming.